Компаративна анализа Велика Британија и Македонија во случајов со партизација на администрацијата. Во Македонија шепата, канџите врз администрацијата се ставени од страна на политичките партии. Денуиве додека разговараме со партнерите во Велика Британија, многу имавме шанса да слушнеме за тоа како функционира нивната администрација, воопшто институциите и начините на управување со институциите. Она што остава впечаток е дека веќе неколку говорници, експерти во областа, ни зборуваат за вредностите, велат дека работата на институциите се базира на вредности. Објективност, непристрасност, услуги кон граѓаните, како рекоа, отвореност и интегритет. Значи сите овие вакви начела и ние ги имаме во нашиот закон за општа управна постапка. Во законот, Делчева. Така. Значи тоа треба да се основните начела според кои ќе работи администрацијата кај нас. Интегритетот пред се заснова на професионалноста на администрацијата. Она што овде цело време се потенцира е дека ова се професионални луѓе кои се примени по мерит систем, она што ние долго се залагаме во Македонија да го направиме, а овде слушаме како функционира и посебно ќе кажам дека нивната професионалност практично е основата за испорака на добра работа, добри услуги во институциите. Она што сите го кажаа денуиве е дека политичарите со нивното доаѓање и вкупната работа во администрацијата ја базираат на професионалноста на кадрите. Во Велика Британија станува збор за професионална војска, а во Македонија за партиска војска. Тоа е разликата. Дури и овде рекоа дека кога една власт е доволно долго на власт, и тие можат да влијаат врз тоа кои се работи внатре во институциите. Со тоа што повторно се базираат на стручноста на кадрите. Тие велат дека кога доаѓаат политичарите прво се советуваат со... Се подпираат на нив. Се подпираат точно на стручноста. Тие велат дека кога доаѓаат со нивната програма, прво администрацијата ја обработува и им дава мислење како и дали таа може да се спроведе. Со кои средства, како ќе се организираат, во кој временски рок и дека тие практично првите чекори ги прават заедно со администрацијата и после тоа спроведуваат. Она што треба да го кажаме дека доволно долго, кога еден министер е во одреден кај нив департмент или кај нас министерство, и тој соработува и унапредува постојано луѓе кои се можеби поблиску до него, но она што повторно е клучното е дека тие придонесуваат кон испорака на политиките, кон испорака на планираното. Во тој контекст, кога говорите дека кога ќе дојде некој на власт политичар, се подпира пред се на администрацијата. Имаат проект менеджмент и проект менеджер, она што во Македонија го нема, и тие се грижат за имплементација на испроведување на се што значи. Не само закони, целата политика ја градат. Може ли тука да го... Неколку клучни разлики слушнавме. Например, тоа дека сега е тенденција во последниве десетина и тоа години се регрутираат проект менаџери и се градат вакви проектни тимови, бидејќи кога доаѓа политичарот со неговата програма и со приоритетите на неговиот сектор, во секторот, тогаш бара од институцијата да испорача резултати во секторот. За тоа прави одредени тимови кои треба да работат на испорака на конкретни резултати со конкретни таргети. Тука се потребни проект менаџерите да ги организираат тимовите и така да ги следат како проекти буквално, за да имаат испорака во одреден временски рок со точни ресурси искористени. Вториот кадар кој е многу битен е овие IT и дата кадри, како ги кажа. Значи, тие се за податоци, за обработка на податоци, односно за креирање на политики врз основа на податоци. Значи, многу е битно заради тоа што се подпираат се повеќе на дигитални решенија и се повеќе сметаат дека административната барем работа може да се управува на овој начин. Другиот момент е дека зборуваа многу за тоа дека администрацијата кај нив практично се регрутира врз основа на вештини, а не врз основа на образование. Ние во нашиот систем имаме систематизација кај што е фиксно наведено образованието до максимум 3 области и тука сме многу ограничени во однос на тоа дали најпрофесионалните кадри може да работат на одредена проблематика или не, бидејќи
не може да сте со било какво образование и 20 години да работите во друга струка. И да сте одличен во таа струка, но нема да влезете во администрацијата на некое сериозно раководно место, можеби, заради тоа што немате политички врски или политичка... И со, мислам, прво во административната селекција нема да поминете ако не сте со соодветното образование. Бидејќи ако се бараат само правници и економисти, вие доколку сте завршиле не знам, инженерство, а сте работеле на проектен менеджмент 20 години, не сте подобни да влезете според административните барања во јавниот сектор. Во Велика Британија се подпираат на вештини и сите вработувања се направени практично со тестирање во однос на тоа колку знаат луѓето да работат. Така оди и следењето на извршувањето на резултатите. Тие многу полагаат тука, и тоа го слушавме деновива, на перформанс менеджмент, односно следење на резултатите кои ги испорачува и организацијата, и овие проектни тимови, и индивидуално секој вработа. Да. Добро, коалицијските партнери во Македонија наметнуваат всушност политики на вработување и генерално во администрацијата не, но исклучиво не во, сакам да кажам, во администрацијата, не се однесува само на администрацијата, но тие го имаат многу често клучниот збор. Да, се уште гледаме дека е така, иако се воспоставени механизмите ги кај нас за вработување врз основа на заслуги и вештини повторно, повеќе на образование, но сепак барем следењето на работата и напредувањата би требало да бидат врз основа на испорачани резултати. Сега тоа гледаме ние дека се злоупотребува, но она што е многу битно е дека кај нас сите политичари доаѓаат советувања дека ќе се оптимизира администрацијата, дека ќе се оптимизира бројот на институции, а тоа не го гледаме никако да биде испорачано. Во Велика Британија сега слушнавме дека од 2009 до 2015 била намалена она кор администрација на оние кои работат во централните институции на власта е намалена за 100.000 вработени, од 480 на 380.000 вработени, бидејќи во тој момент приоритизирале дека само неколку приоритети ќе бидат битни и тука дека треба да се алоцираат кадрите, додека другите се непотребни. Но многу пофлексибилно е влегувањето и излегувањето од институциите очигледно овде, бидејќи слушнавме дека и мобилноста е многу поразвиена, дека луѓето можат да се преместуваат од едни во други институции многу поедноставно, дека тоа го прават и заради учење и заради напредување во кариера. Ова кај нас е многу ригидно и не се користи како инструмент, така што ова се моменти кои може да ги слушнеме како добри пракси. И дали ќе ги слушнат властите, не говорам само за оваа власт, за македонските власти кои се менуваат, но не ги слушаат премногу добрите практики во останатите земји. Моето прашање е околу вработувањата во администрацијата, бројките и оние луѓе кои со договорена дело со кои всушност се заматуваат овие бројки. Многу е поголема таа администрација практично во Македонија. Договорите на дело во моментов не се евидентирани во регистарот на институции и вработени, кој е објавен и кои податоци се јавно достапни од страна на Министерството за информатско општество и администрација. Во моментот во Македонија имаме вработени околу 130.000 во поширокиот јавен сектор, значи повеќето од ова се институции и на централно и на локално ниво. Тоа се давателите на услуги, значи внатре се училишта, болници, здравствени установи и така натаму. Додека оние луѓе кои работат во институциите на централната власт не се повеќе од 13.000, значи околу 10%. За споредба, во Британија се вработени околу 5,7 милиони лица во поширокиот јавен сектор на 68 милиони граѓани. Што значи, кога пресметавме од прилика јавниот сектор колку луѓе обслужува, во Велика Британија 136 лица се обслужени од еден вработен во јавниот сектор, додека во Македонија 154 граѓани. Што значи не е многу голема разликата во апсолутни бројки. Но договорите, се извинам што прекрнам, да. Точно, договорите на дело тука не се евидентирани. Сликата. Така е, не се евидентирани. Сега слушнавме и интересен податок дека од околу половина милион лица кои работат во јавната администрација, односно институциите на централната власт, оние кои се државни службеници по дефиниција, како и кај нас што се користи, само околу 30.000 работат практично на креирање политики
а не и на нивна имплементација како агенциите. Што значи овој број е уште помало од онаа јавна администрација кај нас, дури и процентуално споредбено со бројот на жители. И ако ја го споредиме конфликтот на интереси, клиентелизмот, сето тоа подразбира коруптивност. И како се справува државата, Македонија, Велика Британија, со корупцијата генерално, зашто се е по дефиниција сушност директна или индиректна корупција преку ваквите форми. Сите принципи на добро владење треба да превенираат корупција во институциите. Да. Она што и ние се обидуваме да направиме со форсирање на имплементација на ваков систем на вработување врз основа на заслуги, особено професионализација на високите раководни кадри во институциите, кои нема да бидат политички поставени, туку повторно ќе поминуваат некаков процес на селекција за да ги добиеме најквалитетните раководители во институцијата, сите би требале да превенираат корупција. Она што овде го слушнавме дека овие механизми функционираат, тие имаат долга историја на демократијата, ваквите високи раководни кадри се стриктно поделени на професионално и политичко ниво, дури имавме шанса да зборуваме со лица кои се како рекоа политички назначени, но само како советници на носителите на политички функции, значи имаат тука повторно јасна дистинкција на тоа кој до каде може да интервенира во јавните политики, но она што е најбитно е дека администрацијата е професионална, односно работи само во интересите на државата, а не и на партиите. И во интересите на граѓаните, општеството, демократијата. На граѓаните, Да. Во контекст на корупцијата, практично влегува најважната, можеби, столбот се транспарентноста, столбот на демократија се транспарентноста, отчетноста. Имаме примери многу низ историјата на зрелите демократи, во случајов и на Велика Британија, како отчетноста дури оди дотаму што СМС пораките се должни политичарите да ги објават, пораките на мобилен телефон, преписки, имейл, еднакво. И во Америка такви случаи имаме гледано со Хилари Клинтон, например, тој случај, но и Велика Британија. Овде остави впечаток особено во однос на отчетноста, дека имаат редовни задолжителни сесии за отчет на сите кои се одговорни по одредени сектори, значи на ниво на министри, па и други раководни кадри, пред премиерот и пред собранието. Значи тоа е нешто што ние го немаме. Ние не гледаме како кај нас носителите на функции даваат отчет редовен за ние да ги држиме одговорни по однос на политичките ветувања кои ни ги даваат за време на избори. Овде тоа се случува и е системски воспоставено и ние сега се трудиме да го вклучиме и во системот во Македонија. Во однос на транспарентноста, фасцинантно беше да се слушне дека сите записи, да речеме, од разговори за време на состаноци се јавна информација и мора да бидат доставени доколку некој ги побара. Ова што рековте, WhatsApp пораки или електронски пораки кои биле разменети по однос на одредени политики, одредени прашања за кои јавноста има интерес. Сите треба да бидат ставени на увид и многу битно, проактивно се овде многу повеќе објавени податоците. Значи ние се молиме за да добиеме подетални податоци и плаќаме од централен регистар, дури од службен весник, а овде сите овие податоци се отворени. За сите граѓани. За сите граѓани. Да. И многу е битно дека отворените податоци, оние кои се во формат кој може да се споредува, да се реупотребува, да се вкрстува со други податоци, се комплетно објавени проактивно. Значи се помалку граѓаните и стручна јавност, медиуми имаат потреба да ги бараат, туку тие се навистина на достапност на граѓаните. Да. Вашите истражувања во Македонија многу се користат, но кога станува збор за медиуми и соработка со невладините, со властите, многу тешко може да се воспостави, можеби имате комуникација, но тешко можете да ги наметнете добрите практики, како во случајов од Велика Британија. Слушнавме сега, изборувавме малку со Transparency International канцеларијата во Велика Британија и со Institute for Government, најреномираниот think tank во Велика Британија, како соработуваат тие со медиумите и како заеднички вршат притисок врз институциите за одредени промени во политиките. Јас се надам дека ќе може да продолжиме со ваква соработка и повеќе за да направиме притисок за тоа токму да се применат овие пракси за кои зборувавме за поголема отчетност и транспарентност и со тоа промена на одредени политики кои се во интерес на граѓаните. Да. Добро, благодарам за овој разговор. Благодарам вам.
Ако скандалот Катаргейт на крајот на 2022 година ја откри ранливоста на Европскиот парламент од корупција, институциите на Европската унија не ги извлекоа поуките, како што покажува документарниот филм на Хелмар Бухел, емитуван само пред неколку дена на францускиот и германскиот телевизиски канал Арте и сега достапен на социјалните мрежи. Во филмот станува збор за настаните кои ги потресоа европските институции и ги мобилизираа во борбата против корупцијата. Имено да подсетиме на 9 декември 2022 во Брисел за време на спектакуларна операција Белгиската федерална полиција ги уапси поранешниот италијански европратеник Пиер Антонио Панцери, неговиот поранешен парламентарен асистент Франческо Џорџи, партнерката на вториот Евра Кајли, инаку европратеничка од Грција и подпредседателка на парламентот, како и Николо Фига Таламанка, шеф на невладината организација Нема мир без правда и близок на Панцери. Тој е осомничен од белгиските власти дека е начело на корупцијска мрежа во која се вклучени особено Катар и Мароко. Панцери го задржа својот влез во парламентот по завршувањето на неговиот мандат во 2019 година со основање на невладина организација за одбрана на човековите права. Доказите од истрагата покажуваат дека полицијата од неговиот дом запленила близу 670.000 евра готовина, а од домот на брачниот пар Кајли Џорџи над 878.000 евра. 16 дена пред низиното апсење, европратеничката Ева Кајли, враќајќи се од мисија во Доха, одржа говор во кој го поздрави напредокот на Емиратот во однос на законот за работни односи, додека беше обвинет, особено од Amnesty International, за смртта на илјадници работници мигранти на градилиштата на светското првенство за фудбал, кое што туку беше отворено на 20 ноември. Во пресред на ова Катаргейт, некои од 705 европратеници сега денес бараат длабоки реформи на нивната институција. И тоа се случи. Антикорупцијските предлози беа презентирани од Европската комисија пред скоро една година. Тие беа одговор на овие немили настани. Тие се и важен чекор во борбата против корупцијата на национално и на ниво на Европската унија. Комисијата вети дека ќе засили својата акција, надоградувајќи се на постојачките мерки, дека ќе ги зајакне напорите за интегрирање на мерките за спречување на корупцијата пред дизајнирањето на политиките и програмите на Европската унија и активно ќе ги поддржува напорите на земјите членки да воспостават силни антикорупцијски политики и законодавство, како дел од својот годишен циклус на известување за владењето на правото. Комисијата исто така ги следи случувањето во борбата против корупцијата на национално ниво и ги идентификува предизвиците и прашањата поврзани со препораките упатени до државите членки. Пакетот на мерки вклучува нови и зајакнети правила за криминализирање на корупцијските престапи и усогласување на санкциите низ Европската унија, како и специфичен режим на санкции според заедничката надворешна безбедносна политика, чија цел е да се насочат сериозните дела на корупција ширум светот. Овие нови мерки ставаат силен акцент на превенцијата и воспоставувањето култура на интегритет во која корупцијата не се толерира, истовремено засилувајќи ги алатките за нејзино спроведување. Во заедничкото обраќање, комисијата и високиот представник за надворешна политика ја спојуваат постојаната работа и развиваат нови насоки и алатки на ниво на Европската унија и на ниво на земјите членки, придонесувајќи со тоа са јасна посветеност за спречување со корупцијата на глобално ниво. Антикорупцијската мрежа на Европската унија, која ќе ги обедини органите за спроведување на законот, јавните власти, практичарите, граѓанското општество и другите засегнати страни, ќе действува како катализатор за спречување на корупцијата низ Европската унија. Европската унија ќе ги развие и добрите практики и практичните упатства. Клучна задача на мрежата ќе биде да ја помогне на комисијата да ги мапира заедничките области на високи корупцијски ризици низ Европската унија. Работата на мрежата ќе се вклучи и во антикорупцијската стратегија на Европската унија, која ќе биде развиена во консултација со Европскиот парламент и Советот за да се максимизира влијанието и кохерентноста на активностите на Европската унија. Во институциите на Европската унија постои нулта толеранција за корупцијата. Во пакетот детално се опишани правилата за етика, интегритет и транспарентност за да се спречи корупцијата во институциите на Европската унија. Ова рамка не само што мора да се применува ригорозно и доследно, туку и постојано да се ажурира.
Така, во построгите правила за борба против корупцијата, Комисијата предлага нова директива за борба против неа. Предлогот ја модернизира постојаната антикорупцијска правна рамка на Европската унија преку следните мерки: спречете корупцијата и воспоставете култура на интегритет, потоа подигнување на свеста за корупцијата преку спроведување на информативни кампањи и кампањи за подигање на свеста, потоа програми за истражување и едукација насочени кон намалување на ризиците од корупција и криминал, потоа да се гарантира јавниот сектор да се одржува според највисоките стандарди со барање од земјите членки да усвојат ефективни правила за слободен пристап до информација од јавен интерес, откривање и управување со конфликти на интереси во јавниот сектор, откривање и верификација на имотот на државните службеници, како и правила со кои се регулира интеракцијата помеѓу приватниот и јавниот сектор, потоа да се формираат специјализирани тела за борба против корупцијата и да се обезбедат соодветни ресурси и обука за властите одговорни за спречување и борба против корупцијата. Потоа се бара и единствен правен акт за сите корупцијски дела и сите санкции, усогласување на дефинициите за кривичните дела, зголемување на нивото на кривичните санкции, потоа да се обезбеди ефикасност за истрагите и гонењето во случаите на корупција со истражни алатки како земјите членки ќе треба да се поближат органите за споведување на законот и обвинителите да имаат соодветни истражители, имунитет или привилегии во врска со истрагата и гонењето, како и воведување на минимални правила за ограничување. Потоа се предлага и проширување на сетот на санкции на заедничката надворешна безбедносна политика за сериозни корупцијски дела. Треба да се знае дека корупцијата е инхерентно тешко да се измери, но дури и конзервативните проценки покажуваат дека таа чини економијата на Европската унија најмалку 120 милиарди евра годишно. Негативните ефекти од корупцијата се чувствуваат ширум светот, подкупувајќи ги напорите за постигнување добро владење и просперитет и за постигнување на целите за одржлив развој на Обединетите нации. Потоа глобалните индекси на корупција ставаат многу земји членки на Европската унија меѓу земјите кои се сметаат за најмалку корумпирани во светот. Сепак, корупцијата останува грижа за граѓаните низ Европската унија, како што покажуваат и податоците на Евробарометарот за 2022. Речиме, 7 од 10 европејци, односно 68%, верувале дека корупцијата е широко распространета во нивната земја и само 31% веруваат, односно дека напорите на нивната влада за борба против корупцијата биле ефективни. Но што е со нешто повеќе од една година по избивањето на скандалот во Европскиот парламент? Иако се чини дека случајот е заглавен пред белгискиот правосуден систем, овој преглед на истрагата и нејзините последици им дава збор меѓу другите на некои од протагонистите во овој правен случај, како и на германскиот европратеник на Зелените Даниел Фройнд во првите редови на борбата против корупцијата и истражувачките новинари од случајот Следете ги парите и Политико. Најголемиот случај на корупција што ги зафати европските институции се уште не е решен. Ова нијансирана панорама покажува како институциите на Европската унија остануваат пропускливи за конфликт на интереси, па дури и за корупција, од каде и таа да доаѓа. Во отсуство на европско јавно мислење способно да се соочи со оваа огромна бирократија, со нејзините одговорности, инерцијата преовладува. Откако се спушти прашината на скандалот, вели Даниел Фройнд, бидејќи само 130 негови колеги европратеници покажаа дека се подготвени да работат за длабинска реформа на парламентот, заклучува документарецот на Хелмар Вухел. J'ai un grand respect pour les institutions européennes. J'ai travaillé dans l'une d'entre elles. Mais je comprends la frustration des gens à leur égard. Les gens disent « ils sont corrompus, il faut supprimer le Parlement européen ». De Nigel Farage à Viktor Orban, ils sont tous à s'agiter et à exiger la suppression du Parlement. Pour moi, l'Union européenne est en train de se heurter à ses propres exigences. La transparence est toujours un combat. C'est un droit qui nécessite d'être imposé. Abandonner la lutte n'est pas une option. Si nous arrêtons de nous battre pour exercer cette fonction de contrôle, pour améliorer les règles de transparence et pour les faire appliquer, alors l'Union européenne courra sa perte. Во Страсбург, Брисел и Луксембург фасадите на европските институции блескаат од јасност, но внатре европските институции изгледаат бавни и структурално замрзнати. Потребни се
реформи, транспарентност и систематско гонење на корупцијата, за да се врати довербата на европјаните, за тоа се потребни иницијативи.